Почитувани гледачи, добро вечер. Во ова понеделничко издание на Јади Бурек имам чест и задоволство да ви го представам председателскиот кандидат Љубомир Фрчковски. Професоре, добро вечер. Добре дојдовте. Добро вечер. Ако не ви смета, ќе ви се обраќам како професоре, сепак тоа е вашата титула и Како сакаш. Добро. Многу мислев како првим да почнем, ама се вратив на 103 и се вратив на времето кога вие бевте министер за надворешни работи и кога се вративте од онаа европска турнеја. Не знам дали беше местено од новинар, договорено се. У секој случај, нам тогаш не воодушеви во 103-ка, тоа беше изјавата. Како се чувствувате? Како Rolling Stones. Направивме тура, реков, тоа беше по нордиските земји. Направивме тура ко Rolling Stones по 7 земји. Ми се наљутија во владата, тоа било несериозно. Тогаш, али добро. Да, ево затоа сите го памтиме. Интересна работа. А сега како се чувствувате? Rolling Stones или Сизифов камен, како да туркате? Не, фино се чувствувам, имам мотив во ангажманов, ако мислиш околу кандидатурава. Ме мотивира кога има здисана власт која ги гази нашите права и кога се чувствува толку арогантна и сигурна у себе, магар е да врзе мисли, ќе пројде. Нема да пројде. Не. Да ве прашам уште една работа во врска со вашата кандидатура. Дојде како изненадување, неочекувано беше. Дали планот за вашето кандидирање, едноставно истрчување како председателски кандидат дојде брзо, пребрзо? Дали бевте вие резервна варијанта на некој друг, па се најде решение? Како идеше тој процес, ако не е премногу? Па не знам што се одвивало во партиските структури, бидејќи јас тамо немав увид натре што се случува, но дојде со јасна понуда и од друга страна се сретна со мојот гнев што го имав создадено во себе, пишувајќи целова време со години, студирајќи се, ти викам, со една арогантна власт. Јас себе се дефинирам како борец за права. Freedom Fight .mk. И ме нервира кога власта се чувствува, после 20 години транзиција, човече, се чувствува така безобразна да може да не вози и да не притиска на начин кој го прави тоа. Ги скрши сите правила што кои македонска политика се водела. Не изолира, почна да не осиромашува. Тоа, секој што водел политику во Македонија знае тоа. Чекор после тоа е дестабилизација. И сега се поставува прашањето, дали е толку неискусна или има план некој друг? Тоа прашање лепди стално во цела оваа приказна. Зборува дека сака у НАТО, а прави се да не внесе. Зборува дека имаме јасен идентитет, се бори за него, одеднаш и отвара антиквизацијата, што значи преиспитување на македонскиот идентитет. Значи, тоа се две сосема различни ставови кои за оние што знаат да ја читаат работата, им станува јасно дека нешто не е во ред. Нешто не е во ред со структурата на владење. И тоа се таложи и се собира во пишувањето. Кога пишуваш, малку си покомотен и во изразот и во острината. Меѓутоа, се создава и мотив да се спротиставиш на власта. Тоа е една Дон Кихотовска енергија што не држи секогаш нас да бидеме живи и да биде интерес на целата работа. И од друга страна, мислам дека, бидејќи ја не сум толку да губам време без везе во целата приказна само за да не направиш таа спектакуларна или важна, мојата проценка е дека имаме шанси да ги поразиме. И тоа е најсладко кога правиш со вака здисана власт. Пуштиш, знаеш тоа, како Армстронг ги добива сите трки. Цела трка вози втор. До финалето вози втор. И 6 пати титула Тур де Франс. Професоре, ми интересира вашето видување. Велите, аздисана власт. Аздисана власт, но прашање е на перцепција. Зошто тогаш има толку поделено мислење? Едни се воодушевени од таа власт,
други се крајно разочарани. Вие велите аздисана во која смисла? Добро, ние сепак колку толку имаме некое чувство на демократија, во кои сегменти тоа аздисување вие така го перцепирате? Ние немаме, фала Богу, не сме Северна Кореја, немаме полициски час, не можеме да збориме за такво. Но кои се тие сегменти што, еве, например, голем дел, бидејќи јас секоја вечер сум со публика, со народот, нели, и така натаму, обичен народ понекогаш многу едноставно не ги гледа работите слоевито. Каде е тоа што вие сметате дека ние не можеме или нели да го исперцепираме? Зошто не може да го видат тоа аздисување и колку ни штети нас? Прво го гледаат по кампањите, тоа се гледа. Ние ги правиме кампањиве сега. Јас сум нов во целата приказна. Меѓутоа кампањите ги правиме со едно минибусче. Ни трактор, ни автобус не однеле, а правиме во секој град поголем митинг од нив. Осем онаму каде што тие сметаат дека од идеолошки причини мора да донесат 100 автобуса. Као што беше Охрид, Прилеп, Штип или Скопје овде сега. И тоа луѓето ги гледаш дека се донесени ко пред пушка, се вика тоа. И се обираат и се тоа изгубени луѓе седат тука нешто викаат. И што се случува? Тие луѓе поминува, ние одевме кај Прилеп, поминува Љубе изгледа идеше негде, не од кај идеше, и автобусиве со ВМРО-вци застануваат ондека на, како се вика, кај Лукойл пумпата, на преминот, и скачаат и му викаат Љубе, викаат, вие сте за Иванов, у Охрид идете, не, баталите го Љубе, автобусиве скачаат, гледате тоа на сила пред пушка носење, како тоа изгледа. И идејата ми беше дека народот прв пат се врти сега, исплашен народ. Овие успеа да го сгазат овие 3 години, им се закануваат со отпуштање од работа, посебно новие што се вработени со договор. Им бараат по 10 луѓе, 20 да најдат негде, 10 да најдат, кои ќе гласаат за ВМРО, ако сакаат да им го продолжат договорот. Ова се многу тешки оттужби, професоре. Тоа е 100% точно, ОДИХИР ги знае. ОДИХИР има изјава денеска која ги констатира тие. Им даваат одлуки, имаат телефони, им даваат да го сликаат гласањето. Сугестија беше наша до ОДИХИР има проста работа како тоа се спречи. Као што ја на испит правам. Ставите ги телефоните на даска, одговарајте и земите ги после на одење. Многу проста работа се спречува такав, тоа се вика бугарски воз, знаеш тоа. Да. Каква е техниката. Тоа го прават за административните работници. Сега, мојата поента беше, мислам дека сега ќе им биде контрапродуктивно. Имаа 3 години лоши резултати. Беше поинаку на претходните избори. Нема енергија. Токму тоа ме интересира, зошто толку добро поминаа претходните избори? Поминаа затоа што уште имаше енергија, така наречената реформирана, турирана преродба. Ама не влеговме у НАТО. Тоа требаше Добро, да го се тоа верете ли НАТО, знаете како НАТО, не можете директно да го перцепирате како штета. Дури после гледате кој ќе осиромашите поради тоа, дека тоа било штета. Директно народот не го прима тоа, директно го види која е штетата. Меѓутоа после они излажаа практично све што стигнаа по пут. Стечајци, бранители, млекари. Млекари ги лажат и ги тепаат и ги казнуваат се. Раселени лица, 750. Јас се среќам со сите тие групи, место они да им го средат проблемот. И се има една критична маса. На крај дојде оваа неверојатна 8 пути циле милиарда, која секому јасен изгледа дека е ова смешка, со која ќе го прати премиерот до пензија. Тоа не може, он нема да може да се ослободи од оваа лажга, што ја кажа сега. Ќе остане за 8 милиарди? 8 милиарди грујо, таков ќе биде запамтен. Сега тоа, меѓутоа, во